Добар ден, почитувани, започува најновата телма Амбуланта. Овој пат ја реализираме во соработка со Жан Митрев клиник. Ке повеќето пациенти со мозочен удар, рехабилитацијата се сведува на физикална терапија. Нејзина цел е да се подобрат, односно да се вратат одредени изгубени вештини, како што се одењето, стоењето, легнувањето и слично, кои што се под контрола на одреден дел од централниот нервен систем, односно на мозокот. Нова тема денеска ќе зборуваме со гостинот кој што е во студиото, а тоа е Блаже Арсов, физиотерапевт од Жан Митрев клиник. Добре ни дојдовте во телма Амбуланта. Ви благодарам на поканата. Во колкава мера може да се подобри независноста, односно да се врати квалитетот на животот на пациентите кои што имале мозочен удар со помош на физикалната терапија? Физиотерапијата има голем удел во оспособувањето или во враќањето на претходните функции кои што биле одземени со мозочниот удар, но ако зборуваме за проценти, тоа е индивидуално и различно, има различни аспекти на проценка на враќање на функционалноста, заради тоа што се зависи од типот на мозочниот удар. Веќе разбираме дека постојат два типа на мозочни удари, така да начинот на нивната рехабилитација и нивното време траење, тоест што време траењето на рехабилитацијата може да биде различно. Така споменавте два типа на мозочен удар, тоа значи различни оштетувања? Кој има подобра прогноза? Подобра прогноза се пациентите со исхемичен мозочен удар. Таму каде што немало крварење? Каде што немало крварење, додека хеморагичните, или каде што има крвоизлив, или при мозочниот удар, тогаш веќе очекуваме дека самата рехабилитација ќе трае малку подолго време и ќе требаат малку поразлични техники за спроведување. Зборам во почетокот на, да речеме, на акутна фаза, кога пациентот е се уште во првите 24-48 часа, или уште неколку 2 до 3 дена. Во што е разликата, доколку станува збор за исхемичен мозочен удар, би можеле да почнеме, да кажеме, и во првите 48 часа. Додека пациентот е во болница? Апсолутно. Физиотерапијата започнува додека пациентот е во болница, значи ние можеме да подразбереме на неколку групи да ја поделиме физиотерапијата, ако може така да направиме. Станува збор за физиотерапија која што се применува на одделите за интензивно лекување. Физиотерапија која што после тоа го следи пациентот по одделите каде што пациентот би бил сместен, или амбулантска физиотерапија и нормално домашна рехабилитација. Така да физиотерапијата го следи целиот тој процес. Така. Сега има некои податоци од Националната асоциација за мозочен удар, која што вели дека 10% од пациентите целосно се опоравуваат, 25% од нив закрепнуваат, но имаат мали проблеми, а 40% се со умерен или пак со сериозен хендикеп. Дали секогаш во вакви граници, проценти се движат опоравувањата по мозочниот удар? Претпоставам дека таа статистика е направена врз основа на истражување кој што го направило тоа здружение. Да, станува збор за, да кажеме, мал број на пациенти, или оние 10%, ако може да кажеме, кои што комплетно се опоравуваат без никаков невролошки дефицит после мозочниот удар. Додека сите други кои што ги спомнавте веќе имаат потреба од подолга рехабилитација, а тоа значи дека она што било одземено или како невролошки дефицит, ќе треба подолго време за рехабилитација, значи дека некомплетно е вратена функцијата на екстремитетите, без разлика дали е горен или долен. Понекогаш постојат несоодветна примена на физиотерапија, па така да можеби и заради тоа бројот на процентот е можеби повисок кај оние пациенти кои што спомнавте дека некомплетно се рехабилитирани. Секогаш постои можност да биде, да кажем, несоодветната рехабилитација или ненавремената започна рехабилитација или рехабилитација која што била прекината заради недоволен проток на информација од докторот кон пациентот или недостигнат директен пристап до физиотерапевтот, пациентот да не биде комплетно рехабилитиран. Претпоставам дека ако ова се податоци од Македонија, дека големиот број на процент се должи на недостапноста на пациентите директно до физиотерапевт. Ако не се лажам, амерички се овие, така што американски се овие истражувања, така што очигледно дека и таму се случуваат
вакви пропусти понекогаш. Да им дадеме простори на гледачите да се вклучат во програма. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Зборуваме за рехабилитација по преживеан мозочен удар, што треба да се направи, кои се фазите низ кои што поминува пациентот со мозочен удар во овој процес на опоравување. За сето ова зборуваме со денешниот гостин, тоа е Блаже Арсо, физиотерапевт од Жан Митрев клиник. Студиите покажуваат дека средишниот дел на централниот нервен систем има способност да се приспособува, односно да ги врати изгубените функции. И сега што треба всушност да се направи за да се вратат изгубените функции? Дали тие треба да се тренираат, конкретните вештини? Апсолутно. Значи, по настанувањето на мозочниот удар, без разлика точно во кој дел од мозочното ткиво ќе биде тоа, и начинот на кој што ќе биде настанат, дали ќе биде исхемичен или хеморагичен, се очекува, тоест веќе треба да се започне со рехабилитација. Ако може да збориме за раната рехабилитација, тоа значи во времето на кога пациентот е уште во болница и кога треба да се применат првично, да кажеме, да се третираат витално загрозувачките проблеми. Тука физиотерапијата исто така има голем удел, ако може да се каже, заради тоа што ние како физиотерапевти, освен што работиме спроведување на медицински вежби или кинезитерапија, ние спроведуваме респираторни вежби со тоа што пациентот претходно го подобруваме протокот на кислород од белите дробови до самиот мозок, бидејќи имаме недостиг на кислород. Значи, уште во самата интензивна нега, каде што пациентот е сместен, првично треба да се започне со примена на респираторни вежби, соодветно позиционирање, експекторација, значи први да се подсреди белодробието, бидејќи постојат можности за формирање на бронхопнеумонии, создавање на ателектази, што значи дека пациентот ќе создаде дополнително други проблеми заради пролонгираната хоспитализација, ако може така да кажеме, пролонгираното лежење во кревет. Така. Исто така во овој период треба да се започне со спроведувањето на вежби. Што значи тоа дека кога веќе централниот нервен систем е засегнат, ние мораме преку периферниот всушност да праќаме импулси обратно, нели, на назад, дека постојат се уште екстремитетите, постојат движењата, тоест дека имаме дека прстите треба да се почне со раздвижување на прстите, со раздвижување на сите зглобови поединечно, се прават неколку повторувачки движења. И тоа се применува, да кажеме, во определен период, редовно, понекогаш кај некои пациенти каде што дозволува нината хемодинамика се прават и повеќе од еднаш, значи 2 пати или 3 пати. Се оди кон мобилизирање на пациентот, се започна со процес на вертикализација, кој што во меѓувреме нормално се спроведуваат и сите оние се спроведува една физиотерапевска проценка, се прави проценка на нервниот систем, се прави проценка на состојбата на мускулите, на тонусот на пациентот и врз основа на тоа ние можеме да процениме кога пациентот би можел веќе да оди кон вертикализација. Без разлика што тоа е на интензивно лекување, доколку неговата хемодинамика тоа го дозволува, тогаш е потребно се тогаш тоа и треба да се спроведе. Всушност нема зошто да се чека. Ова е исклучок кај пациенти кои што имаат хеморагичен излив, значи крвоизлив, тогаш веќе се во консултација со невролозите, со лекарите на интензивна нега, се прави план кога всушност би можел пациентот да се позиционира или всушност да се започне вертикализацијата, да проложи тој процес. Вклучен е цел тим во тој случај во рехабилитацијата. Медицинската рехабилитација скоро секогаш изискува поголем број на специјалисти. Тоа не може да биде само водено од физиотерапевт. Апсолутно тука се вклучени, ако пациентот е сместен во болница, секој пат е тоа одговорниот лекар на каде што е сместен пациентот, ги вклучува другите медицински профили, значи нормално тука влегуваат медицинските сестри, тука влегуваат болничарите, социјален работник дури влегува тука, психолог во секој случај и нормално физиотерапевтот од аспект на спроведување на медицинските вежби, физиотерапијата всушност. Имаме гледачи кои што очекуваат да се вклучат во Телма амбуланта, да постават прашање на денешната тема. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до вас. Ви благодарам. Имам едно прашање, јас сум во таква фаза сега, го губам зборувањето и сум во
фаза на испитување, Така ви па испитуваат. дали може нешто да каже доктор? Само да напоменам дека денешниот гостин не е доктор, значи не е невролог, туку е физиотерапевт. Добро, ако Така, доколку имате искуство сега во однос на вежби, говор, логопед, слично, кој треба тука Еве, ќе да се е надополнам вклучен? на последната реченица што ја кажав, значи тимот за медицинска рехабилитација секој пат треба да биде со поголем број на медицински профили. Во оваа ситуација најверојатно треба да биде со вклучен и логопед за спроведување на оние вежби во кои што ќе биде правилно ќе се врати правилно говор кој што го имал и претходно пациентот, ако станува збор сега за она што го слушнавме, нели, дека го изгубил говорот. Во зависност од потребите на пациентот се вклучуваат нели оние различни профили кои што дополнително ќе помогнат во таа медицинска рехабилитација. Така, имаме уште еден гледач, да го слушнеме и неговото прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Дали имаме гледач или не? Јас можам да се слушнам во програма, ќе го замолам гледачот да го намали тонот од телевизорот доколку сака нормално да комуницираме и ако само тоа е можниот начин за да го постави прашањето во емисија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Јас ќе ве замолам уште еднаш да го исклучите телевизорот. Исклучите го телевизорот доколку сакате да комуницираме без проблем. Повелете кој е вашето прашање. Сега е во дом за старци. Така има имат мозочен удар, едната половина, значи лева, десната половина е оштетена и зборот плюс. така. Значи по мозочен удар десната страна е одземена од телото и е нарушен говорот, така? Да, добро. Сега барате совет што во еден ваков случај да се направи. Требало, еве скоро 4 месеци има тоа. А дали е спроведена до сега некаква физикална терапија? Нема ништо таму, рече. И на која возраст е лицето? 82 години. 82 години. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Понекогаш годините влијаат за нели во тој процес на рехабилитација, но морам да кажам дека 4 месеци после мозочен удар без физиотерапија е изгубено време. Мене ми е жал што еве и центрите за згрижување на стари лица се уште не ја сватиле потребата дека мора да имаат вработен физиотерапевт да се грижат за овие пациенти, бидејќи не е идејата пациентите само да бидат згрижени во кревет, туку треба да бидат и рехабилитирани. Така да еве како совет, ако може да кажам за собствениците на старечките домови во Македонија, задолжително во тимот да имаат физиотерапевт. Бидејќи времето е изгубено, не е како што кажам, Така, сите препораки се 24 до 48 часа, споменавте сега во зависност без разлика од на видот годините никој нема право да каже кој е стар за рехабилитација и кој е млад. Што во ваков случај кога е изгубено драгоцено време, постои ли шанса да се вратат некои од функциите кои што се загубени? Секогаш постои шанса, апсолутно, секогаш постои шанса се зависи од она кои дополнителни компликации се створиле во овој период. Заради тоа што после 4 месеци не примање на физиотерапија можеме да очекуваме различна лепеза на проблеми, создавање на спастичност, создавање на контрактури на зглобовите, создавање на бронхопнеумонија, како што кажав, значи претходно, значи пациентот може да му се создадат дополнително други проблеми кои што може да бидат приоритетни првично него она што било основното претходно, но се надевам дека еве ќе имаат во предвид дека тоа мора да се случува, тоа мора да има физиотерапија. Секој што има мозочен удар треба да помине низ процес на рехабилитација. Кога јас го споменавте процесот на рехабилитација, физиотерапијата, има различни методи на физиотерапија, кои што се спроведуваат кај пациентите за да ги вратат своите витални моторички способности. Како проценувате која метода е најсоодветна за пациентот? Индивидуален е пристапот во секој случај. Типот на вежби кои што ќе се спроведат кај пациентот првично зависи од состојбата на моменталната состојба на пациентот и неговата она да кажеме поизвршената физиотерапевска проценка се гледа всушност што се е вратено назад, ако може така да се каже, од веќе претходни одземени движења од мозочниот удар.
Врз основа на тоа одлучуваме што е приоритетно и првично каде треба да се посветиме. Од техниките кои што, нели, како што кажав, тоа се спроведувањето првично на пасивни движења или пасивни вежби кои што се спроведуваат по неколку пати во текот на денот, врз основа на оние движења кои што ќе се појават, а кои што не сме ги очекувале или се синергични или станува збор за движења кои што заменуваат друга група на мускули, па добиваме движења кои што се несоодветни, некомпетентни, нефункционални. За понатаму, тогаш техниката ја менуваме или правиме соодветни вежби за да го избегнеме сето ова и да го превенираме во глобала. Нормално идејата на пасивните вежби или на целата таа кинезиотерапија да се испрати импулс од периферниот дел или кон централниот дел, како што рековте вие претходно, може да се приспособи дел од мозокот за да ги преземе дел од функциите и за да создаде нова шема на движења кои што би биле функционални. Сето тоа е потребно време, потребно е моето е макотрбна работа, да кажеме, освен за физиотерапевтите, туку на апсолутно претходно за пациентот кој што мора првично да ја разбере својата состојба, да се адаптира на тоа кој што е во моментов и да може да го прифати за да може да соработува. Така, тоа е многу важно, бидејќи многу се дестимулирани и обесхрабрени во такви психолошкото ситуации. предрасположување на пациентот од страна на физиотерапевтот, значи тоа е создавање на еден тим. Пациентот мора да има комплетно доверба со тој човек со кој што работи за да може да му верува на сите оние техники кои што ќе ги спроведува, понекогаш знае да биде и нешто болно, понекогаш знае да биде и нешто, кажувам, и досадно бидејќи се спроведува подолго време едно исто, да кажеме, но сепак тимот и соработката се битни за резултатите на крајот. Имаме повторно двајца гледачи што би сакале да постават прашање во Телма амбуланта. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Дали сум јас вклучена? Да, во програма сте, ве слушаме, повелете. Сакала да ви кажам прво добар ден. Ви благодарам за емисијата која што е навистина актуелна, заради многото случувања на состојбата. Физиотерапевтот прекрасно зборува теорија. Тука се согласувам. Тоа нема ништо, нула. Во болницата каде што беше сместено лицето за кое зборувам. Само се извинувам, од режија ќе замолам малку погласно. Од режија ќе замолам. Од 10 дена, 10 минути не доби од 4 физиотерапевти, 10 минути не доби физикална терапија, третман. Ако сакате значи, да имате физикална, имаме искуство. Значи, ако сакате да имате физиотерапевт, само дома. Кога ќе го викнете дали е квалитетен или не зависи од цената. Ако имате среќа, ќе викнете добар. Најчесто не се добри, затоа што се заинтересирани само за пари. Не зборувам за вашиот гостин, кој што прекрасно теоретски зборува. Во Заводот за медицинска рехабилитација, за луѓе кои што имаат право на јавно здравство и здравствени услуги од јавното здравство, ќе чекаат со месеци. Кога ќе бидат примени таму, тоа е трагедијата. 10 минути е физикалната терапија. Страмота и греота за овие луѓе. Толку сакам да ви кажам. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Со право пациентите реагираат. Бидејќи не смее само, споменавте на самиот почеток на емисијата, не смее да се чека. Меѓу другото. Знаете, и колку време треба да трае еден третман? Кои што многу работи, кои што се ненормални, стана нормални, ако може вака да кажам. Чекањето за термин за да добиете за рехабилитација е апсолутна лудост. Не може човек кој што има мозочен удар денеска да добие рехабилитација после 2 месеца. Апсолутно. Тука се е јасно, да. Ја разбирам и нервозата на самата гледачка. Мене ми е жал, јас доаѓам од приватна институција, кај нас работите се многу поразлични. Таму каде што сте биле за да примите рехабилитација, всушност да бидете рехабилитирани, не сте го добили квалитетот. Јас не можам да кажам каков е типот на организација таму и дали колегите воопшто спроведувале, не спроведувале, како сето тоа функционира. Не е моја работа да се мешам во туѓите институции, но на жалост е тоа кој што го кажуваме дека сепак неквалитетната рехабилитација влие врз целокупното општество во Македонија. Ние мораме да имаме соодветна рехабилитација на пациентите без разлика каков тип на болест. Тоа е човеково право. Апсолутно. Лекувањето, дали ќе ги примаме, дали ќе добиваме медицински совети, дали ќе добиваме фармаколошка терапија која што ќе треба да пиеме 3 пати на ден или ќе биде медицинска рехабилитација, тоа е задолжително. Тоа не се отскокнува. Ајде да го слушнеме и прашањето на следниот гледач. Добар ден. Се исклучил во ред. Кажете ми во кој случај се спроведува електростимулација кај пациентите? Дали е таа неопходна и дали после секоја вежба е потребно да се направи? Не секогаш
е потребна електростимулација да се вклучи. Електростимулација ние во нашата институција вклучуваме со цел да направиме она надворешна дразба на определен мускул и да го промовираме движењето кое што подолго време сме го изоставено. Со цел, како што кажав и претходно, со истата цел всушност од она што го предизвикуваме со вежбите, идејата и со електростимулацијата да направиме надворешна дразба на моторните точки на нервите, на определен нерв или мускулна група, например, кој што сакаме да ја добиеме, со тоа што испраќаме импулси обратно до централниот нервен систем со цел информација на мозокот дека тој екстремитет, тој мускул се тука присутни и да се создадат нови шеми за движење за да бидат повторно вратени во функција. Технологијата оди многу нанапред. Во последно време се почесто веќе се зборува за вклучување на електростимулацијата и електростимулативните техники во третманот на невролошкиот дефицит од страна на мозочен удар, со тоа што веќе има уреди со кои што се прави во едно и тренинг, кога веќе станува збор за поодмината фаза на мозочен удар, каде што делумно имаме постигнато резултати во некое движење, но не достигаат, да кажем, уште фините движења или комплетирање на обемот на движење, тогаш може да се вклучи електростимулација со тренинг во кој што електростимулацијата или самиот уред го отчитува активното движење на екстремитетот, на мускулот, всушност, кога ќе достигне до определено ниво, го извршува со помош на струја. Така да тој е еден добар тренинг и ние во нашата болница тоа можеме да го спроведуваме и сме активни на тоа поле, така да ги имаме овие уреди, ги следиме, да кажеме, овие сите технолошки напредоци. Исто во последно време е актуелна и функционалната магнетна стимулација, тоа е дополнителна нова електрометода. Ова ја препорачуваме за пациенти кои што веќе одминале, како што кажав, мозочен удар и кои што остануваат определени движења некомплетирани, тогаш и после известно време би можеле со помош на функционална магнетна стимулација, нормално со спроведувањето на вежбите, да се комплетира тој процес. Секако дека никој не може да гарантира колку ниво на рехабилитација ќе имаме, или колку всушност ќе се врати едно движење кое што било претходно изгубено, но јас им препорачувам на пациентите всушност никој пат да не се откажуваат. Може да постои, да кажеме, лош физиотерапевт, ако можеме така да го кажеме, или може да постои ситуација во која што не имале директен пристап воопшто до физиотерапевт, но без разлика, секој пат имаат можност да одберат второ или трето мислење. Така да никој пат да не се откажуваат од она кој што веќе е изгубено. Секој пат треба да се вежба. Дури и да се одржува кое што е веќе добиено. Заради тоа што сепак после мозочен удар, после една атрофија на мускулите, се очекува потребно е всушност да се продолжи со процесот на вежбање. Така. Немаме крај. Нема крај тука точно. Да вклучим уште двајца гледачи во Телма амбуланта. Добар ден. Минути за вас, почитувани, повелете. Ало. Ве слушаме, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Воодушевена сум од господинот како толку убаво зборува. Јас сум малку задоцната пациентка, сум прележала мал мозочен удар на левата страна рог, како се вика тоа. Меѓутоа никој од болницата не ми препорачал што понатаму. После некои 2-3 месеци осетив како наназад одам. Кој ќе се исправам, одам наназад. Па ја би молела, ако, бидејќи живеам во Скопје, да ми каже господинот каде тоа работи, слушнав, би се консултирала дали има нешто можност да се поможи. Така, денешниот гостин е Блажа Арсов, физиотерапевт од Жан Митрев клиник. Навистина многу комплименти денес кod гледачите за вас. Да, значи, господината може да се јави во Жан Митрев клиника, да не побара, да закаже физиотерапевска проценка, како преглед од наша страна, ќе биде направена проценката, ќе видиме каква е моменталната состојба и ќе дадеме предлог за рехабилитација, или амбулантски. Така да слободно ја очекуваме. Ќе ни биде мило да помогнеме. Ајде да вклучиме уште еден гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Јас предходно што се јавив
Вие се јавивте, имате уште некое дополнително подпрашање? Проблемот со говорот. Со проблемот со говорот? Само бев за ако може барем за гласот зборот да се пуштите, ако тоа подолготрајно, ако треба за рака, нога, за зборот... Така, колку време би требало за да се врати? Вие сте имале мозочен удар? Ја не е сестра моја. А вашата сестра, значи, имала мозочен удар и таа има проблем со говорот, така е? Да. Така. Добро, ви благодарам за прашањето. Јас наистина не би можел да одговорам на колку време би било потребно за враќање на говорот. Најдобро да кажам да се направи консултација со логопед или претходно со невролог. Во секој случај е потребна рехабилитација. Немам искуство, да кажеме, од овој тип на работа. Сепак тоа е друга професија, медицинска рехабилитација за говорот, кој што не е мојата. Така, јасно. А колку време е потребно за да се вратат вештините, односно одредено движење кај пациентите, бидејќи кај некој нели е потребно само неколку недели, кај некој е потребно година и нешто, од што зависи? Дали зависи од физиотерапијата или пак од повредата на некој начин, условно речено, од изливот во мозок, од мозочниот удар? Искрено кажано, значи, сепак се тоа различни сегменти. Првично зависи од типот на мозочниот удар, а второ зависи од директниот пристап до физиотерапевт. Во претходната гледачка слушнавте дека после нејзиното напуштање од клиниката, каде што била сместена претпоставна неврологија, не добила совет за спроведување на физиотерапија. Така. Морам да дадам уште една информација која што може малку се знае. Домашната физиотерапија всушност во Македонија не е легална. Станува збор за да кажам спроведување на рехабилитација која што не е регулирана со закон. Ние физиотерапевтите немаме право да работиме без присуство на физијатар, тоа се нашите специјалисти по физикална медицина и рехабилитација. Така да заради тоа во Македонија се случува се почесто пациентите во домашни услови да имаат поголеми проблеми. Мораме да го спомнеме ова заради тоа што е општествен проблем. Не ја гледаме логиката зошто да имаме ограничување за директен пристап до самите пациенти, а нашите пациенти, тоест нашите граѓани во Македонија, да бидат директно загрозени во нивното лекување без да има директен пристап до физиотерапевт. Така, ова е една одлична забелешка. Да, мора да се каже што јас ова го слушаме секојдневно. Пациент испуштен од болница не добил совет заради тоа што не достигна информации. Не секој пациент може да има пристап до интернет и да прочита како се третираат во западните земји пациенти. Особено по возрастните лица. Особено по возрастите кои што се најризични всушност. Уште еден гледач очекува да постави прашање во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам, значи, мислам да прашам нешто и да поставам за едно прашање. Така, секако повелете. Значи, јас имам поминато 3 мозочни удари. Така. Сега последниот ми беше во след 2 години. Физикалната терапија после првиот удар ја поминав, мислам и бев добра. И почнав на работа. После вториот удар нема физикална терапија, без физикална терапија го поминав. После третиот сегашниот удар, мислам што ми е последниот, значи мислам без во постела, но со помош на физиотерапевт станав и сега функционирам така речено нормално. Левата страна ми е фатена, мислам сега не функционира добро левата рака и ногата. Инако говорот ми е добар, али сакам да прашам, мислам, колку време би ми требало, мислам, за да се опушти, мислам, и раката и ногата. Да почнам да си одам колку време беше последниот мозочен удар? Пред колку време беше вашиот последен мозочен удар? Последниот ми е пред година и пол. Пред година и пол, така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. А како што кажав, индивидуален е процесот на рехабилитација и време трајањето на рехабилитацијата и она кое што би се вратило на назад. Предпоставам дека вашиот физиотерапевт ви информирал дека постои можност не целосно да се вратат назад сите движења. Многу е тешко вака по телефон да одговорам на прашање за кој што сепак стана збор за нешто што треба да се види и да се прегледа, да кажеме, претходно за да може да се одговори. Најчесто во првите неколку месеци од 6 до година дена ги гледаме првичните резултати од она кој што, да кажеме, она што би се вратило назад прво.
и понекогаш е потребно подолг временски период за рехабилитација, за да се видат и, да речеме, втората група на резултати. Така да не, како што кажав и претходно, нема дефиниран крај на рехабилитацијата, можеби нема да биде со истиот интензитет, но ќе треба да се случува повремено. Уште двајца гледачи очекуваат да постават прашања. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали сум во... Да, во програма сте, ве слушаме и очекуваме да го слушнеме исто така вашето прашање. Здраво. Дали почекате мо? Еве, ќе ви дадеме простор. Дали може сега да го слушнеме прашањето? Или ајде од режија да замолам да го слушнеме прво вториот гледач, па потоа да се навратиме на првиот. Дали би можеле така да направиме? Добар ден. Мислам дека имаме некаков проблем. Не можеме да се слушнеме. Добро. Ке оставиме простор подоцна да се јави гледачот и да се вклучи во програма, а јас би ве прашала во однос на помагалата при движење за пациентите. Какви помагала користите и дали се неопходни кога пациентот не може да стане од кревет? Ако збориме за примена на ортопедски помагала, во првиот период, да кажем, во првите месец дена од мозочниот удар, се уште не се директно потребни некои посебни помагала, заради тоа што го чекаме периодот кога ќе се видат, кога ќе се комплетираат некои движења, да видиме дали всушност постои некој помагало кој што би можело да му помогне на пациентот за придвижување. Најчесто тоа се одалки, за почеток, можеби понекогаш некој бастунче, но тоа е во оние ситуации, кај оние пациенти кои што имаат малку полесни, да кажам, мозочни удари и во кои што самиот процес на рехабилитација се движи полесно и побрзо, па нормално и тогаш е полесно веќе да се определи кое помагало ортопедско би било потребно за да се може да се придвижува пациентот. Во глобал ортопедските помагала се, да кажем, последното нешто за кој што се грижиме, нели, за кој што би го користил пациентот. Првично ни се важни да ги видиме сите оние придобивки од спроведувањето на вежби, од електростимулативните техники, за да одлучиме дали пациентот воопшто ќе може да се вертикализира, да задржи стоечки став и дали сето тоа би можело да биде функционално за неговото движење, всушност да се врати наназад за неговото претходно одење. Така да ортопедските помагала малку ги оставаме за подоцна во периодот на рехабилитација. Тука ќе погледнеме еден краток блок реклами, ќе направиме кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме и продолжуваме со денешниот разговор. Продолжуваме со денешната тема амбуланта, зборуваме за физикалната терапија кај пациентите кои што преживеале мозочен удар. Гостин во студиото ни е Блаже Арсов, физиотерапевт од Жан Митрев клиник. Денеска навистина и гледачите пројавија голем интерес за оваа тема. Очигледно дека е нешто со кое што, за жал, лицата се соочуваат многу често. Кога некој ќе преживее мозочен удар и ќе му се одземе одредена страна од телото, дали се прават некои индивидуални вежби кои што се наменети само за олабавениот дел од телото или пак тоа не е баш така? Апсолутно. Се обработува, значи се делат човечкиот организам, да речеме, после мозочниот удар веќе го делиме на, да кажеме, на две целини. На засегната и незасегната страна. Засегнатата страна во секој случај се третира со многу поголем интензитет, се работи за да се вратат одземените, да кажеме, движење или ограничените движења од мозочниот удар, но не смееме да заборавиме и на здравата страна, ако може да се каже, заради тоа што таа всушност здрава страна или здрави екстремитети всушност ќе ни помогнат при првата вертикализација, при првата мобилизација. Значи, освен тренингот кој што е различен, да кажеме, за екстремитетите со невролошки дефицит,
задолжително се работи и на другата страна заради тоа што тие движења мора да се одржуваат, мора да се одржува мускулниот тонус, бидејќи кога пациентот е во постела, после известно време веќе настанува процес настанува атрофија на мускулите, значи мускулите почнуваат да слабеат и нивната сила веќе не е онаква што била претходно пред мозочниот удар. Така да се индивидуален е пристапот секој пат и различен е пристапот од засегната нели до здрава страна од човечкиот организам. Тука може да се вклучат во исто време да се спроведуваат, да кажеме, вежби во кои што ќе бидат вклучени, да кажеме, засегната и незасегната страна. Ние во нашата болница имаме различни уреди со кои што можеме тоа да го практикуваме и е многу добар тренинг за почеток во враќањето назад на некои од движењата кои што биле одземени. Имаме специјални тренажери кои што се применуваат уште во времето, уште во процесот на да кажеме на лежење. Значи уште во супинирана позиција, додека пациентите се на интензивно лекување, уште во првите 48 часа, првично почнуваме со овој тип на вежби во кои што ги раздвижуваме сите зглобови. Тоа може да се третираат и долните екстремитети и горните екстремитети, но во исто време се вклучени всушност и здравата и засегнатата страна. Затоа што во зависност од состојбата, нели, и свесноста на пациентот бараме и негова вклученост во тој процес, а сето тоа го подобро и го забрзува процесот на рехабилитација. Сега сите пациенти индивидуално се, нели, мозочните удари кои што различни се засегнатите страни, различна, ние зборуваме само за одземеност на горни и долни екстремитети, но забораваме дека може тука да бидат да имаме некоја засегнатост на видот, да имаме нарушена сензација на дел од екстремитетите, можеме да имаме одземена контрола на уринарниот тракт. Така да многу други невролошки дефицити, освен овие за кои што зборуваме, нели, за кои што се битни за вертикализација, за мобилизирање на пациентот. Така да колку често пациентот кога ќе се исправи не може да одржува рамнотежа? Има ли вежби кои што може да помогнат да се одржи рамнотежата? Да, вежбите за баланс и координација ги правиме уште да пациентот кога ќе почнеме со неговиот процес на вертикализација или всушност започнуваме со мобилизирање на пациентот на рап од кревет, како што седам јас, се спроведуваат вежби, со можеби понекогаш ќе бидат потребни двајца физиотерапевти да соработуваат за еден пациент, но тоа е индивидуалниот пристап и третманот кој што е потребен само за тој пациент. Така. Затоа реков, тоа е индивидуален план за физиотерапија, индивидуален план за нега на пациентот, мора да биде се индивидуално за тој пациент да добие соодветен третман. Не можеме да спроведуваме едни исти вежби за сите пациенти. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до гостинот. Ви благодарам. Што е по струка Младиов Алал Мудера? Физиотерапевт. Да, дипломиран физиотерапевт. Дипломиран физиотерапевт. Браво. Кажете ми дали имате некои прашања? Па имам прашање онако, односно да објаснам малце на народот што доживеале мозочен удар. Зависи се тој ударот колку бил јак или послаб. Едноставно се случува со чудото мозокот. Мозокот е многу сложена материја. И јас добив некој мозочен удар, ама го преживеав и со голема волја, со труд, со помош на Бога, сега ќе кажам, некој не веруваат во него, тоа е решението. Иначе, малку овие пациенти што се јавуваат, што добиле, се надеваат дека со терапии, со помагаат до некаде, ама волја голема за живот и колку е оштетувањето во мозокот, односно знае, сега не знам колку знае овие доктори по медицинава, знаат дека ако се случи, значи настанува прекинување на довод на крв во некои делови од мозокот и веќе е сложен и зависи од оштетувањето колку се. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Тоа е еден сложен и комплексен проблем, може да се манифестира најразлично. Споменавте веќе на самиот старт од емисијата, точно е, пациентите треба да имаат волја за живот и треба да имаат желба да бидат упорни, да вежбаат, за да се вклучат во физикалната терапија по ударот, за да можат да... Овој коментар на гледачот помага за пациентите со мозочен удар, заради тоа што
таа група на пациенти имаат потреба од поддршка. И од позитивни примери, меѓу другото. Апсолутно од позитивни примери. Тука треба да биде вклучено комплетно семејството во процесот на рехабилитација. Понекогаш има потреба да се побара и психотерапија, кој што дополнително ќе го забрза тој процес на рехабилитација. Психотерапијата во овие ситуации, кај ваков тип на диагноза, не треба да биде третирана само не треба да биде третирана само пациентот, туку најчесто треба да биде третирано семејството, за да може да се подготви да помогне и тимски да работи апсолутно во тој процес на рехабилитација. Ајде да слушнеме прашање на уште неколку гледачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се извинувам, се вклучив подоцна во емисија. Така. Би сакала да ми кажете гостинот како се вика и кај работи. Така. Со оглед на тоа што има многу диагнози, не верувам дека може за седа ми одговори. Така. Од срцева операција, шеќер, притисок, свашта. Па би сакала да појдам лично да се консултирам. Така, денешниот гостин е физиотерапевт, станува збор за Блаже Арсов, кој што работи во Жан Митрев клиник. Така, можете таму да се обрадите, да закажете преглед кај него и да добиете конкретна консултација за вашиот проблем. Ви благодарам за вклучувањето во програма, добивам знак дека уште еден гледач очекува да се вклучи во денешната телна амбуланта, не ќе се вклучи малку подоцна во ред. Од што зависи со каков интензитет ќе бидат правени вежбите кај одреден пациент. Дали може пренагласеното темпо на вежбање пак да доведе до уште еден мозочен удар? Најчесто не. Да, можеби несоодветните вежби или несоодветниот тип на вежби да бидат кои што се спроведувани да предизвикаат да кажеме зголемување на спастицитетот, спазмот на мускулот. Со тоа веќе додиме кон создавање на контрактури, но тоа значи дека се спроведувало нешто непрофесионално. Заради тоа кажувам дека секој пат треба да се работи со физиотерапевти кои што имаат соодветно образование, физиотерапевти кои што поминале минимум средно медицинско образование и сега во последно време имаме голема група на физиотерапевти кои што со високо образование, дипломирани. Бидејќи, нажалост, во Македонија може да се најдат и физиотерапевти со 3-месечни курсеви кои што немаат никакви медицински познавања. Така да, еве, како совет на пациентите, секој пат да бараат соодветни професионални лица за третман. Ние во нашата болница имаме 6 физиотерапевти, достапни сме за сите, имаме можности да правиме физиотерапевски проценки во амбуланти, да спроведуваме физиотерапија, така да слободно секој кој што всушност еве од ова што го разговаравме денеска има некои од симптомите или сака да дополнително да се консултира, може да не побара, барем сметаме дека ќе добие соодветна професионална помош. Го споменавте пред малку спазамот. Некои пациенти веднаш по мозочниот удар добиваат спазам, односно спацититет. Да, се зголемува. Тоа е како грч во мускулите. Апсолутно, така да го... Но, еве некаде прочитав дека тоа е всушност непријатна работа, но прогнозата е подобра во споредба со млитави мускули. Дали е тоа точно? Да, кога зборуваме за невролошкиот дефицит може да биде изразен со повишен мускулен тонус или со понижен или намален всушност. Така да зголемениот спастицитет понекогаш да помага заради тоа што веќе имаме некаков екстремитет или некакво држење на некоја мускулна група која што може да биде искористена. Факт е дека е многу потешко да се работи со спазам за добивање на конкретни движења, но тогаш веќе борбата е насочена кон различните групи на мускули, значи флексорите нормално се секој пат физиолошки посилни од екстензорите, па заради тоа може би имаме кај оние пациенти кои што имаме зголемен спастицитет е полесно да го вертикализираме заради тоа што самото човечко тело ни дава една можност од самиот поголема цврстина заради зголемениот мускулен тонус да можеме да го вертикализираме. Додека кај млитавата, нели, тогаш е многу потешко да се добие било каков да кажеме стоечки став. Бидејќи при вертикализацијата нас ни е потребни се двата долни екстремитета
да соработуваат, ако може се каже, за да го одржуваат човечкото тело при вертикали, во исправено состојание. Ајде да ги слушнеме повторно гледачите со прашања. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте. Кој е вашето прашање? За докторот, сега да прашам нешто. Така. Повелете. Јас сум со мозочен удар. Добро. Имав 2 мозочни удара. Ме слушате? Да, ве слушаме. Следете не само во слушалката, не слушајте, него слушајте тоното телевизорот. Добро. Имав 2 мозочни удара. Така. Се опорави, имав намалет мозок, ме помина, после тоа па ме узви и шекер добив и ставав и шекерач. Се опорави после тоа ударот, оде со бастунки. Пред 2 години ме удри кола, ми хрши колко тук. И сега сум со дубач. Операцијата е успешна, вочки ми ставија, штрафови. Сега не ми заздравуе, мислам, ногата е 2 години, не можам да без помагало, без... Така не можете да се движите без помагало. Без зубаче. Порано со басниче, така, сега не можам да. Така. Да прашам докторот. Така, денешниот... Така? Дали има врска операцијава со ударот? Знаете, со нервите, со некои работи. Така, само да ви појаснам дека денешниот гостин е физиотерапевт. Не станува збор за доктор, за невролог, може би повеќе би можеле да искоментирате во однос на... Вака, значи без разлика што пациентот имал 2 мозочни удара предходно, спроведената операција која што била нели травматолошки повреда на колкот, во тој период после операцијата требало да се спроведува рехабилитација за нормално да се врати на обемот на движење на колкот кој што бил предходно. Би требало да се продолжи, да се види кој е максимумот од оно што ќе се добие. Не знам дали пациентот не одговори, не каже дали воопшто после тоа бил третиран после самата операција или опорувањето било самостојно од можностите на човечкиот организам, на неговото тело, колку што може да се опорави. Така да еве, бидејќи интересен случај, мислам дека би нешто би можеле да помогнеме, нека се појави кај нас во амбуланта, нека не побара. Така, може би можете некоја програма за рехабилитација да му посочите. Ова комбинација е секој пат интересна. Така. Уште еден гледач очекува да се вклучи во програма со прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Го прашувам докторо. Нашата внукичка на 18 месеци одеше се и гледаше. И после тоа, кај Варчаковски не прв брачет, и му се јавиме дека момичката не оде веќе. Прекина да оде. И после тоа Угриновски открија дека момичката има тумор на ребетниот столб на Т1, Т2 и Т3. И Угриновски ја прави операција. После тоа операцијата, а пуштија в Истанбул на хемотерапија. Сега, момичката ни гледа, ни оде после хемотерапијата. Така. Значи, што ќе ни каже доктора? Искрено, видете, нашиот гостин е повторно ќе нагласам физиотерапевт, значи од овој аспект мислам дека не можете да дадете конкретен одговор. Апсолутно не може никаков одговор, би се водржал од коментара и кажам искрено. Така. И сосема на крајот денешното издание на Телма амбуланта, оние пациенти кои што се опоравиле со помош на физикална терапија и потоа треба да продолжат и понатаму да вежбат, споменавте дека тоа е многу важно. Какви вежби им советувате, дали аеробни, анаеробни, има ли тоа врска во една ваква ситуација кај пациенти со комбинација од вежби, али на крајот сепак би кажал дека тоа се зависи од ако може да се изразам вака, од она што останало од мозочниот удар. Вежбите ќе бидат индивидуални, но сепак прилагодени на можностите на пациентот, бидејќи мораме да имаме во предвид дека многу мал е бројот на комплетно да кажем рехабилитирани пациенти кои што комплетно ги вратиле сите движења, да кажеме, кои што биле одземени, така да оние пациенти кои што имаат и покрај подолгиот време период на помината рехабилитација се уште имаат одземеност на некаков
екстремитет или на некое движење од екстремитетот. Таму вежбите се индивидуални според нивните можности. Не би можело да се оди на групирање на вежби за сите. Така. Блаже ви благодарам за вашето денешно гостување. Едно интересно издание со многу конкретни, а не општи совети за нашите гледачи. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Стоиме на располагање и благодарам на поканата и ми беше задоволство да бидам овде денеска. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма Амбуланта. Зборувавме за рехабилитацијата со помош на физикална терапија по преживен мозочен удар. Гостинот беше од Жан Митрев клиник, станува збор за Блаже Арсов, физиотерапевт. Ви благодарам што не следевте. Гледајте на секој работен ден од 12:45 на Телма. До гледање.